Прв пат слушам за така нешто. Ова е ставот на премиерот Мицкоски за прозивките од Бугарската фондација Македонија дека генералниот секретар Јанушев поседувал бугарско државјанство и фирми во Бугарија. Според Мицкоски станува збор за шпекулации и конструкции, за кои вели дека не сака да ги коментира. Наместо тоа порача дека треба да се најде начин за решение на спорот. Прв пат слушам за така нешто. Инаку фондации и секакви глупости по нивните портали ќе прочитате за сите нас, а ние не можеме секоја глупост нивна да ја коментираме. Дајте да зборуваме за конструктивни работи, да најдеме начин како да го решиме прашањето, за глупости, измислици и пишување на нивни портали, ние сега да се занимаваме со тоа, немаме намера. Телевизија 24 се обиде да стапи во контакт со генералниот секретар на владата Игор Јанушев, но тој не одговори. Вчера на социјалните мрежи осамна објава на Бугарската фондација Македонија, чиј председател е персона нон грата во земјава, дека Јанушев поседува фирма во Кюстендил со, како што пишува, годишен промет од 320.000 евра. Најавија и така наречена национална карта на бизнисите во Бугарија. Игор Јанушев, генерален секретар на владата на Мицковски, бугарски државјанин, прогласен за бугарин по нација и етничка припадност, со фирма во Кюстендел за транспортни услуги, Флукбан Транс. Компанијата пријавува годишен промет од околу 320.000 евра и нето добивка помала од 10.000 евра, незначителен во однос на прометот. За неколку дена очекувајте национална карта на бизнисот на Мицковски во Бугарија. Оставка од Јанушев бара опозицијата. Меѓународниот секретар на СДСМ Жерновски на социјалните мрежи тврди дека повеќе од една година поставува прашања за евентуално бугарско државјанство на Јанушев, но дека од владата нема одговор. Повеќе од година дена јавно го поставувам прашањето дали Игор Јанушев, генералниот секретар на владата на Мицковски, е бугарски државјанин. До сега не добив одговор ниту од него, ниту од премиерот, ниту од нивната портпаролка, ниту пак од нивните новинари. Ако пак весте е вистината, првиот чекор е оставка веднаш. Чекам и одговор. Според експертите, во случај на двојно државјанство можни се и обврски кон бугарската држава. Тие предупредуваат и дека доколку Бугарија воведе задолжителна воена служба, таа би можела да се однесува и на лица со бугарско државјанство, вклучително и од Македонија.